Формирањето на гарантен фонд ќе обезбеди полесен пристап до европски пари. Со оваа идеја стара неколку години на општините и невладините организации ќе им се овозможи да аплицираат за меѓународни проекти. Идејата е да се формира еден фонд во рамки на општините, од кој што секој кој што ќе аплицира и ќе добие средства од европските фондови, ќе може да го обезбеди своето учество. Во европските проекти учеството е од 10 до 40%, зависи од тоа на каков вид на проекти аплицирате, и многу голем број на организации, посебно невладини, не аплицираат поради тоа што на голема сума тоа учество е многу големо. На Зелс градоначалниците се уште немаат разговарано на оваа тема, но формирањето на ваков фонд за поддршка на европските апликации ќе биде од голема помош за помалите општини, смета Штипскиот градоначалник. Од тоа што го знам, помалите општини имаат проблеми кога ќе им се доделат средства, тие по закон мора ДДВ-то да го платат сами. Тие немаат можност ниту ДДВ-то да го платат. Така што доколку имаат еден проект од 10 милиони денари, тие треба да платат околу 2 милиони денари за ДДВ, а тие толку пари на сметката, голем дел од тие помали општини немаат, имаат проблем со реализација на овие средства, најчесто ги заглавуваат парите и имаме проблем со реализација на средствата од фондовите. Треба да се земе во предвид дека со формирањето на фондот ќе се овозможи и подобрување на инфраструктурата, посочуваат од фондацијата. Тоа се најчесто проекти од инфраструктурен карактер, затоа што општините на тоа и аплицираат. Многу ретко аплицираат на механизми за решавање на одредени проблеми, на некои систематски решенија, тоа повеќе го прават невладините организации, што и за очекување, затоа што голем дел од општините, посебно руралните, се уште се борат со овие елементарни прашања како што е канализација, водовод, основна инфраструктура. Вакви фондови по долг период успешно функционираат во Бугарија и Грција.